Американскиот претседател потпиша указ со кој се забранува влегување на сите бегалци во Соединетите Американски држави во период од 4 месеци, а за оние кои бегаат од Сирија, забраната ќе важи на неодредено време. Цел на оваа одредба е, како што истакна Трамп, да ја заштити нацијата од тероризам. Establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. Со декретот се забранува издавање визи за државјаните на Иран, Ирак, Судан, Либија, Јемен, Сомалија и Сирија. Листата на земји за кои важи забраната ќе се проширува, најавија од Вашингтон, а во меѓувреме ќе се преиспитаат процедурите според кои се прифаќаат бегалците во САД. Трамп пред 2 дена посочи дека приоритет ќе имат христијаните бегалци. You know, if you were a Christian in Syria, it was impossible, at least very tough to get into the United States. If you were a Muslim, you could come in. And I thought it was very unfair. So we are going to help them. Трамп со овој потег ја суспендираше националната програма на Обама за прием на бегалци, со која за 2017 година беше предвиден влез на 110.000 луѓе во САД. Указот го критикуваа многу меѓународни фактори, но во Соединетите Американски држави реакциите се поделени. For increased security, I'm for vetting processes that are legit. What I'm against is any racial profiling. The Syrian families are coming to the States is because of the foreign policy overseas. Трамп претходно најави дека ќе воспостави безбедносни зони во Сирија за бегалците, но при тоа не се консултираше ниту со Москва, ниту со европските партнери.